овие слики, сцени во оваа сала никогаш повеќе нема да ги доживеам, ама за жал на македонскиот народ, бидејќи се уште на власт е Зоран Заев и неговата агенда не е до крај исполнета, ги гледам и многу ми е жал што македонците, македонките, барем така мислам дека сме сите, не можеме да се разбереме и не можеме да најдеме сили да направиме национални црвени линии. Не случајно најголемиот македонски херој Гоце Делчев рекол: јас не познавам друг народ кој што повеќе страдал од предавствата на сопствените изроди. Тоа го искусил низ текот на неговата борба за самостојна и независна држава. И не случајно е борбата за историјата која што соседната држава 100 и нешто години ја води, а сега веќе и со потпишан договор во кој што свесно влеговме за разговори за историја. Значи, ние сами потпишавме, никој не тераше, сами потпишавме дека ќе разговараме за историските прашања. На таа тема, почитувана колешке, и тоа се основните причини зошто ние како пратеничка група го поднесуваме ова законско решение кое што е многу сериозно и кое што искрено се надевам дека моите стравови внатрешни кои што ги имам нема да го доживеат светлото на денот и во оваа сала да се отвара повторно Уставот на Република Македонија. Нова пратеничка сте. Може би ова што ви го говорам ви делува измислено, песимистичко сценарио, па не знам, еве сега ВМРО-вциве нешто креираат лажни вести. Ама се што кажавме претходно, за жал, за моја жал, излезе така. Ова законско решение го поднесуваме за да есенцијата на концепцијата која што не сака министерката да ја повлече, да ја задржиме. А тоа е историјата. Историјата е таа која што е причина за подпишувањето на договорот Кобајаги за добрососедство и пријателство со соседна Бугарија. Тоа е уште една замка во која што западнавме како држава и за жал ние како македонци тука немаме црвени линии на кои што повикуваме цело време. Сега да се вратам на вашиот говор и она што го кажувавте за наставните планови и програми, што ги цитиравте тука, кажавте дека политичарите не се тие што треба да носат овај закони за образование. Не, ние носиме закони за образование, сега дали се добри или се лоши, нели тоа се гледа и во самата имплементација во образовниот систем, некои биле добри, некои биле лоши, затоа можеме да се сложиме за одредени системи и така натаму, но за есенцијата мораме да бидеме, барем јас така мислам, мораме да бидеме единствени. Зошто ја велам есенцијата дека е историјата? Зошто? Затоа што, почитувана колешке, ако нам соседини се Данска и Норвешка и Шведска, ние ќе нема потреба да говориме, иако да говориме за
историјата ќе се останеше и ќе имало различни толкувања, како што предходно и моите почитувани колешки, универзитетски професорки, тоа многу убаво ни го објаснија, може би вам тоа ви беше и досадно да го слушате, но јас мислам дека добивме една вака фина, убава слика за да знаеме каде сме и каде одиме. Но во оно што го цитиравте, во оно што го кажавте за наставните програми за 4-то оделение, то се деца од 9 години. То не се возрастни луѓе. Што значи дека индоктринацијата на идентитетот на децата од 4 години, од 9 години, започнува тогаш и имате точно прецизирани теми кои што се погрешни, и сега ќе ви кажам зашто се погрешни, за да и ќе се збуни детето. Ако тоа е мое дете, јас дома ќе му кажувам дека тоа што вие како професорка ќе му кажете дека е идентитет граѓанин на Северна Македонија, ќе кажам дека апсолутно е неточно и дека таа е македонка и треба да се гордее со своите македонски корени. Идентитет како таков не постои. Идентитетот е чувство и не можеш ти во наставен план и програма да го индоктринираш како граѓанин на Република Северна Македонија. Едно. Второ, оно што вака баш ми запна во уво, кога го кажавте, дел од оно што ќе го учат децата во наставниот план е прогласот во кој што прогласот на првото заседание на АСНОМ, во кој што велите има мултиетнички карактер дека мултиетнички е карактерот на прогласот. Тој што го пишувал ова, очигледно дека не го прочитал прогласот. Ама е малку за историјата, што направивте вие како владеачка гарнитура после отварањето на Преспанскиот договор. Како што кажа колешката, почитуваната професорка Селјановска, чепкајќи ја преамбулата, што никако не смееше да ја направите, а замислете, тоа го направи партија која што вели дека е историски наследник на на АСНОМ и на Народно-ослободителната борба и партизаните, па го тргнавте АСНОМ во преамбулата и вака вели. Во преамбулата на Уставот на Република Македонија, ова ви го цитирам Уставот, ова го направивте вие, предходни ваши колеги, кои што исто предпоставувам или не биле свесни, или од лукративни причини, или заведени од мамката Европа сега и веднаш, ама јас ние повозрастните се сеќаваме на луѓе кои што вртеле часовници, некои веќе си и починати, само што не дошла Европа, само што не дошла Европа, само што не дошла. Сменете го уште ова, сменете го уште ова, сменете го уште ова и не знам веќе уште што треба да смениме, освен историјата. Драга моја колешки. Што направивте вие сега? Во преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат зборовите одлуките на АСНОМ. Дали знаете која е разликата помеѓу одлуките на АСНОМ и прогласот на АСНОМ? Еве ги одлуките на АСНОМ, сите кога станавме пратеници, сите го добивме ова. Одлуките, актите на првото заседание на АСНОМ. И ги имате сите. Решение на АСНОМ како врховно законодавно извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија. Декларација на АСНОМ има страшно добри напишани, прекрасно напишани. Дури сегашни правници вака не можат да напишат
одлуки. Декларацијата на АСНОМ, решението на АСНОМ за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава, правилник за работа на АСНОМ. Тука за прв пат една вака дигресија ќе направам. Тука за прв пат во решенијата на АСНОМ имаме уште тогаш еднаквост на мажите и жените. Во решенијата на АСНОМ уште тогаш еднаквост на мажите и жените. Правилник за работа на АСНОМ. Пето, решение на АСНОМ за формирање законодавна комисија при президиумот на АСНОМ. Решение на АСНОМ за формирање државна комисија за утврдување на престапите на окупаторите и нивните соработници. Решение на АСНОМ, и тука нормално се пишува бугарскиот фашистички окупатор. Се уште не можам уште не сум вака сигурна дали кога Заев му има ветено на Борисов уште пред Преспанскиот договор да се договори, дали двете работи синхронизирано ги правеле, па затоа се тргнати решенијата на АСНОМ, а е ставен само прогласот, затоа што морало да има синхронизација. Убедена сум во тоа. А самиот проглас, имаме, значи, тука 9 решенија, а самиот проглас е фактички, како да ви кажам, објава. Или, ако не гледаат помлади наши сограѓани, како сега на социјалните мрежи да објавите нешто. Значи, не ја занемарувам вредноста на прогласот, но во однос на решенијата на актите што ги имал издадено АСНОМ, се помали, како да кажам, не знам, може би професорката би ме коригирала по однос на ова прашање, но прогласот како проглас само таксативно ги набројува решенијата и објавува на македонскиот народ дека се одржало заседанието на АСНОМ. Ама, вака вели, проглас од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание и донесените одлуки на АСНОМ и понатаму ги има 9 набројано, а не цитирано и се што има во решението. И вели, македонски народе. Која е идејата на АСНОМ? Вие сте нели наследници? Нели ве учат таму на тоа конгресите? Која е идејата? За окружување на борбата на македонскиот народ за собствена држава заедно со сите останати кои што живеат во Македонија. Па малцинства. Па набројува албанци, власи, роми, срби и така натаму. Вели прогласот, македонски народе, ова ако ги познавате тие наставните планови што ги изработувале, изфотокопирајте им го прогласот да видат што пишува. Значи нема мултиетнички карактер на прогласот. Немојте да менувате историски вистини, еве ги. Македонски народе, со овие основни историски решенија се удрени темелите на македонската држава. Това се први плодови на твојата 3-годишна народно-ослободителна борба. Това се првите плодови на братството и единството со другите народи на Југославија тогашна. Значи, тука е, надолу, подолу. Овие плодови представуваат остварување на вековните идеали на нашиот народ. Па продолжува.
Македонски народе, антифашистичко собрание на народно ослободување на Македонија е одржано во најжестокиот бој во оваа војна, кога се кинат фашистичките синџири. Не знам ова фашистички дали е во духот на новото време, и во духот на цензорите, и во духот на фактчекерите, и во духот на историјата, ама тоа е. Кога геројската црвена армија настапува кон Берлин, а мощните сојузнички армии настапува, да, ова го пишува, ова е прогласот. Од запад и југ на Париз и Германија, кога нашата јуначка народно-ослободителна војна навлегува во последен бој со фашистичките окупатори. Фашистичките окупатори и нивните слуги се пред пропаст, ама ги превземаат сите мерки како би одложиле своето пропаѓање. Овие изнајдуваат нови трикови како би го задржале македонскиот народ мирно да го поднесува фашистичкиот јарем. Ванчо Михајлов и неговата група издајници и крвници на македонскиот народ готват платени банди да по истеглување на бугарските фашистички војски. Уште еднаш. Бугарските фашистички војски. Прогласот на АСНО во Уставот на Република Македонија. Ќе ти кажам зашто го зборувам ова. Ја завладеат Македонија за сметка на Хитлер или некој друг господар. Од друга страна, и така натаму, кои биле издајниците, македонски народе, слободата е на прагот на темелите на нашата држава, се удрени и така натаму, да е жива слободна Македонија, да е живо антифашистичкото собрание на народното ослободување. Значи, колешке, мултиетнички карактер можете да заборавите во прогласот зборува. За тоа што се повикавте. Зошто го говорам и нагласувам бугарските фашистички војски? Затоа што кога се Само момент. Значи, не. Реплика? Јас сакам само да кажам дека бидејќи се ближи 18 Ќе работиме после дека ќе работиме после 18, тоа сум должна да го кажам заради. Благодарам, председателке. Продолжите. Да, благодарам. И како што кажав, ако ние бевме соседи, ако не беа Данска и Норвешка, иако и тие имаат, Данска и Шведска си имаат собствено толкување на перцепција на историјата, ама како високо цивилизирани земји немаат проблем со тоа, туку си се развиваат најдемократски. Ама нас, соседите, не тераат, конкретно Бугарија, да преговараме за историја. Од тие причини, почитувана колешке, бидејќи немавте слух да ја оставите историјата, иако ние, ако нас не прашате, како што ги слушнавме сите професори, сите универзитетски професори, сите представници кои што беа против фузирањето на предметите и математика и сите природни предмети, хемија, сите беа, ние сме и за тоа, но пак и сите тие кажаа дека единствена цел, она што тие го гледаат, значи не го гледаме само ние тоа го гледаат и сите присутни на јавната расправа, единствена цел дека на концепцијата е да не се изучува историјата. Тоа беа причините за да ние, како ВМРО-ДПМНЕ, како пратеничка група, одлучиме историјата да стане
дел од законското решение. Замислете, мене ми е трагично, мене ми е срамно, мене ми е жално, мене навистина ми е непријатно да се убедувам со колеги и колешки кои што говорат и велат дека се македонци за нешто за кое што би требало да имаме консензус. Велите, не се трга историја. Не се трга. Суптилно. Вие мислите дека е суптилно, а не. Сега, ако мислевте дека само ние тоа го велиме, и дека само ВМРО ДПМНЕ прави сценарија, кои што, пак ќе повторам, за жал се исполнија, вакви изблици на негирање на се што ние ќе кажеме, имаше и пред 2018 година во овие клупи, само други ликови. Вашиот лидер се колнеше во жицата македонска. Од тука ние не веруваме. Не ни е прв пат. Барем мене. Не ми е. Веќе видено. Во жицата македонска една рака, две раци, така натаму. Та и линденска ќе биде, па вака ќе биде. Направевте што направевте, Пандорината кутија се отвори. Јас ви гарантирам дека помеѓу Бугарија и Грција има синхронизација. Ова се пресериозни теми за да вака паушално разговарате, а разговараме за нашата држава. Држава која што слави 3 март, а 3 март е моментот на Сан Стефанска Бугарија, тоа е почитувана колешке, знаете што е тоа? Територијална претензија. Таа држава која што вели дека нам ни е пријател и која што истовремено ни става вето и која што истовремено ни вели да ја смениме историјата, слави и ден денеска државен празник, ако сум грешка, коригирајте ме, државен празник 3 март. И Сан Стефанска Бугарија. Што е тоа ако не претензии територијални? Да е иронијата поголема. Истата таа држава бара од нас, вчера слушнав, прочитав, бара од нас гаранции. Колешке, најдобронамерно, вака, читајте меѓу редови. Лојалноста кон шефот на партијата е една работа, ама лојалноста кон државата е пред се и над се. Да не дојдете во момент кога сама ќе се покаете што сте биле толку многу лојални и заслепени за сметка на државата. Што вели Бугарија? Одбиваме меѓународен притисок, а бараме билатерални гаранции. За мене гаранција, гласно размислувам што е гаранција. Како грците што ни бараа да гарантираме дека немаме територијални претензии, менувавме устав, до јужна граница сме македонци, од јужна не сме. Нема македонци. Сега, какви гаранции би биле тоа? Или анекс на договорот, од тука се и тие протести што ги правиме надвор, нека не се чуди Зоран Заев дали биле 50 коли или 50 луѓе. Ова се предупредувачки протести, за да ни кажете што се случува. Мада и вие не знаете сигурно. Или ке владина одлука, или ке анекс на договорот, секако дека ќе биде на наша штета. Воопшто да не се сомневате дека ќе е на наша штета. Или најлош случај, нова преговарачка рамка, ама не, јас мислам, професорке, гаранции кога ви бараат, гаранцијата мора да е писмена.
А писмена гаранција, бидејќи во Уставот се го имате прогласот, затоа го прочитав. Бидејќи во Уставот го имате прогласот, асном го тргна, ама прогласот стои. А бидејќи во прогласот стои она што сега го прочитав, да не дојдеме пак тука во оваа сала, па да излезе една колешка или колега, па да рече дека еве дојде денот да го отвориме Устав и да смениме нешто. Дај Боже, јас да не сум во права и еве, ова што го говорам никогаш да не се случи. Дај Боже. Ама го видов тоа тука. Прво на избори не ветувавте промена на име. Морам да ве потсетувам на нешто на кое што направиле огромна изборна измама. Морам да ве потсетувам. Бидејќи не сакате да слушате. Прво велете на избори дека не имате намера да го менувате името, па имате изјави од сегашниот председател. Кој е тој што може да се дрзне да менува уставно име? Стего Пендаровски, извадите клиповите, видите. А оно и другиот Божицата се комнаш и така натаму. Па имавте референдум кој што го спроведе собранието. Референдумот за изјаснување за НАТО и за ЕУ беше спроведен од собранието на Република Македонија. Неуспешниот референдум не прекина тука. Неуспешниот референдум со одлука на Државна изборна комисија во која што пишува дека референдумот е неуспешен, продолжи во оваа сала на начин на како што продолжи. Предпоставувам дека некогаш во мемуари ќе читате како тоа се случило, а и веќе и врачињата знаат. И не влеговме во Европска унија, а дојдоа, па не знам, највисоките представници на Европската унија. Највисоките. Да не ги набројам. Највисоките представници дојдоа, не истапшаа по рамо, го истапшаа Заев по рамо и му рекоа, уште ова и готово. Уште ова и готово. Недостатокот на мудри дипломати со децении во Република Македонија резултираше со крахирање на нашата државност и на нашиот идентитет. Одговорно ви тврдам. И сега, ако сега ова не го гледате, а јас гледам синхронизираност помеѓу две држави, тогаш Господ нека ни е на помош и од тука ја гледам поврзаноста на нашето законско решение да се учи историја, да се учи историја и во учењето на историјата да нема индоктринации, како што во наставните планови и програми предвидувате идентитет на граѓани на Република Северна Македонија и јас. Тоа, како да кажам, трагично е. Трагично. Така да почитувана колешке, ова не е наше мислење само. Имаме од Институтот за национална историја писмо во кое што се вели дека предметот историја е воведен во македонскиот образовен систем со самото формирање на македонската држава, како израз на генерацијските заложби на македонските интелектуалци, колешки. Кои сме ние? На тие македонски интелектуалци со тешки борби. Владимир Полежиновски, така е професорке, на Сорбона докторирал. Кои сме ние? Кои сме ние тоа да го менуваме тоа идентитетот, тоа историјата? Па немаме ли ние право, како граѓани на овој свет,
да си го сочуваме нашето културно, историско наследство. И ние да се нарекуваме македонци. Зборот Македонија престанавте да го говорите. На сите државни институции каде што пишува македонска опера и балет, национална опера и балет пишувате. Зошто? Зошто? Македонските интелектуалци за самостојно изучување на сопствената историја кои се вградени во одлуките на АСНОМ, а не во прогласот. Дали ми ја разбирате суштината што сакам да ви ја кажам? Во одлуките на АСНОМ. Ама ги тргнавте од Уставот. Оттаму предметот историја представува и ќе представува фундамент на образовниот систем на македонската држава, преку кој се гради идентитетот на учениците, а преку тоа и свесноста на припадноста кон нација, како и почит кон другите народи и култури. Никој, ама баш никој ништо нема против. Во сопствената држава се доведовме во ситуација да се бориме за сопствените права, а вие им одите во прилог на тоа. Знаете што? Моje лично мислење е. Секое виткање на кичма треба да има крај. Тоа што Заев сега вели идентитетот и јазикот не е на маса, знаете на што мисли? На идентитетот од 45-та година наваму. Па и бугарите немаат проблем со тоа. Да бе, тие се вика македонци и имаат македонски јазик од 45-та. Овие грците викаат, да бе, они се нова нација од пред 3 години се северно македонци се. Дали слушнавте некој висок грчки представник да им рече на бугарските представници, почитувани колеги, дајте да ја пуштиме Македонија предолго веќе е во лавиринтите за влез во Европската Унија. Не. Не. Се е ова синхронизирано. И на крајот на денот уште едно прашање и тука завршувам. Што мислите вие дека вашите предходници, во кои што имаше богами чувени професори од правен факултет, од филозофски и така натаму, ваши партиски челници што ја воделе оваа држава, не можеле ова прашање да го решат вака на овој начин? Можеле. Не, Киро Глигоров, не знам, Бранко, не знам, Ханџиски, не знам, Илинка Митрева, не знам, па Ханџиски го спомнав. Не можеле да го решат, вие вака, извинете, најнапредни, вака, не сакам лично да ве навредувам, ама то така излегува. За 3 години мислите ке решите, то не е решавање на проблем. Тоа е ковчег на нацијата. Ковчег на нацијата и ковчег на државата. Нема сила што мене може да ме убеди дека тоа не е така. Ги следам постапките многу долг период. Дали сме имале грешки ние? Секако дека да. Да. Многу е сериозна и сензитивна темата за вака да дискутираме а да немаме ниво. Да немаме ниво и на вистина да не сватиме за што се работи. Еве, јас ви кажувам дека е премногу сериозно. Историја да не учи дете во 4-то оделение и генерално да не се учи историја е само одење и прифаќање суптилно на
бугарските барања. Зошто ние сами си подпишавме дека ќе разговараме за историја? Сами. Велевме, кажувавме ние, кога го подпишувавте договорот тука во Уставна сала, имаше ВМРО ДПМН 5 суштински забелешки, не ги прифатија. Токму тие суштински забелешки сега се проблемот. Каменот на сопнување од кој што нема назад. И затоа велам, кога црвени линии помеѓу македонците ќе се исцртаат, ќе има ли црвени линии помеѓу македонците? Зошто да нема? Зошто да не се изучува историја? Оставете историјата. 20 држави од 27 европски држави изучуваат историја. Во Финска, моделот кој што го збори чувената реформаторка, не можеш да станеш државјанин на Финска ако не им ја знаеш историјата. Дали во Америка можете да станете државјанин на Америка ако не им ја познавате нивната историја? Шанси нема. Шанси нема. Да. Секоја држава која што држи до себе, секоја држава која што држи до себе, нашите различности, кои што ги имаме, точно е дека ги имаме, можат да бидат надминати. Ако се слушаме, само ако се слушаме, ама ние не се слушаме, не престанавме да се слушаме. Шо викат овие? Се што кажавме до сега, излезе така. Мене ми е жал што излезе така. Не сакам да е така. И убаво би било да поразговарате. Ама кога ќе размислам со кого треба да поразговарате, тоа е ветено веќе одамна. Не знам, си велам, бадиела. Ама ете пак пустото. Мора да предупредуваме. Мора да се бориме. Не е ова борба со ветерници. Се надевам дека некој од вас ќе свати дека сите тука заедно сме за подобро на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам. Контрареплика, колешката